Почитувани гледачи, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е народниот правобранител на Република Македонија Иџет Мемети. Господине Мемети, институцијата Народен правобранител оваа година одбележува 20 години од нејзиното постоење. Каква е вашата генерална оценка во нејзината заштита на човековите права и слободи? И како било потребна Република Македонија да има национална институција за заштита и промоција на човековите слободи и права, која во овие околности уште повеќе треба да ја негуваме и да ја чуваме, затоа што е потребна на целиот систем, а посебно на граѓаните. Еден советник на шведскиот омбудсман, која на 200 години има институција Народен правобранител, ќе рече вака дека најдоброто нешто што можеше да и се случи на Македонија е создавањето на институцијата Народен правобранител. Таа со сите општествени трендови, проблеми, сепак мислам дека успеала да расте полека, но сигурно, и да стане една зрела и доста полезна институција за нашето општество. Верувам дека институцијата Народен правобранител понатака ќе продолжи уште со покрупни чекори кон тоа што значи придонес кон подобро живење на граѓаните во ова општество. Каква е моменталната состојба околу почитувањето на човековите права и слободи во земјава? Ако гледаме низ годините, во оваа институција поминале над 123.000 граѓани кои барале заштита за овие 20 години. Од нив над 57.000 предмети се отворени, а ги тангираат над 78.000 граѓани. Само поради тоа што се обратиле до институцијата Народен правобранител, успеале или да го заштитат, или да го санираат, ако сакате, правото кој им било повредено над 17.000 граѓани. Што се показатели во себе дека оваа институција успешно им помага на граѓаните. Од друга страна, не може да се пофалиме или да констатираме дека на солидно ниво е прашањето по однос на прифатеност за надградба на системите. Таму има во тој сегмент уште не се прима или не се прифаќаат овие препораките на оваа институција. За 2017 година констатиравте дека е опаднат бројот на поплаките до вас и наведовте дека тоа е делумно поради очекувањата на граѓаните од новата власт. Дали граѓаните според вас го добија очекуваното? Видете, факт е дека по доаѓањето на новата влада опадна бројот. И тоа јас јавно сум го рекол дека сигурно е од тоа што граѓаните го кажуваат, од нивната перцепција дека нивните очекувања можат на поинаков начин да ги реализират или нивните права. Меѓутоа, од крајот на минатата година почна тој број на граѓани пак тој прилив да се зголеми, што значи дека не баш сите очекувања на граѓаните биле остварени. Секако дека и оваа година тој тренд продолжува да расте, граѓаните да бараат заштита од институцијата Народен правобранител. Но едно друго што е факт е тоа дека оваа институција успеа после сите проблеми што ги имаше да се врати на местото каде што треба по однос на релација собрание Народен правобранител или Народен правобранител извршна власт. Затоа што јас ова просто го кажувам дека таквите системи беа не само изместени, туку таа комуникација скоро да или ја имаше формално или ја немаше.
благодарение на сегашното собрание, поготово на сегашниот председател на собрание, ова институција е вратено тамо кај што е местото. Дали со промената на власта гледате некаква разлика во однос на почитувањето на вашите препораки? Има по однос на комуникацијата. Со самиот факт дека полесно се комуницира, дека полесно се подостапни се институциите и тоа суштински зборува за тоа дека очигледна е примената. Од друга страна, постои една прифатеност и на нашите општи препораки, што реков. Со самиот факт дека сегашното собрание усвои над 70 мерки и ја задолжи извршната власт, а таквите мерки произлегуваат од работата на омбудсманот, е одличен или добар показател. Сега за извештајот од 2017 година, исто така собранието на комисијска расправа ги помина над 60 наши препораки кои ги преточиле во мерки и верувам дека ќе ги усвојат и ќе бидат дадени како обврска на владата да ги спроведе. А во тие мерки има доста работи по однос на подобрување на системите, без разлика за кој систем се работи, дали за управното судство, дали за социјалата, дали за полицијата, за затворскиот систем и така натаму. Според вашите извештаи, голем дел од повредите се поради непрофесионалноста во полицијата и во правосудството, голем број барања за заштита од дискриминација, мобинг и слично. Каде ги гледате причините за континуираниот број на повреди во овие области? Во последните години, за жал, имало еден лош тренд на намалување на професионалноста во јавните установи по однос на спроведување на прописите. Тоа по моите јавни настапи сум го нарекол дека многу била спроведена еден вид партизација на институциите, почнувајќи од јавната администрација, за жал и полицијата и другите власти. Не само партизација, туку и губење на вредностите или опаѓање на квалитетот, односно на стручноста за спроведување на прописите. Кај нас, за жал, надпревар наместо да се одбива кој ќе биде, ако имаме можности, а треба да ги имаме, кој е подобар да стигне до целта, кај нас надпреварите се одвиваат кој ќе биде полош. Така да таа појава на криза на вредности и текако влијаеше на повредите на човековите слободи и права. Било во јавната администрација, било во судската власт, а да не зборуваме во органите кои имаат јавни овластувања за употреба на сила. Видовме до кај дојдовме. Јас многу оштро ја критикував работата на полицијата по однос на нападите во собранието. Како гледате на моменталната работа на правосудството? Факт е дека во целиот овој процес, во сите овие збиднувања што ги имавме во последните години, и тој систем не остана имун. И тој систем не дека се разниша, туку и текако се разниша и потпаѓа или падна под разни влијанија. И таму влезот регрутирањето во тој систем, било на судиите, било на нивната администрација, е доста проблематично и доста исполитизирано. И тоа со години наназад. Сите овие околности доведува дека и тој систем не успеал да биде гарант на граѓаните во тоа што значи заштита на уставните слободи и права. Почна граѓаните да се плашат од тој систем, наместо
да го има за сојузник, дека тој систем е правичен, тој е праведен, и ако некој се сгреши било од другите власти, тамо ќе добие правдата. Видете, ние сме постојано во реформа на тој систем. Само кај нас се случува со смена на властите, се што било направено да не се смета, туку од доаѓањето на власта да се смета дека од таа власт почнуваат реформите или почнува да е подобро. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.